се определивме да склучиме сојуз со граѓаните. При склучувањето на ваквиот сојуз веќе ги разгледавме сите овие аспекти на граѓанските организации за кои што веќе подолг период, би рекол со години се борат да ги направат инклузивни во ова наше општество и конечно да натерат влада да влезе во нивна реализација. За жал, до денеска тоа што се случува е сосема спротивно од сите овие очекувања. Бројките растат, социјалната кохезија не може да ја видиме на ниедна страна, го изгубивме она што нашиот устав го предвидува, тоа е Македонија е социјална држава, се повеќе и повеќе се оддалечуваме од таквите аспекти. Затоа, како што пропишува нашиот устав, дека сме социјална држава, конечно треба да направиме одредени чекори за да ги решиме сите овие социјални аспекти во кои што верувам дека не преокупираат сите и ни создаваат тегоби, амбиент непристоен во кој што сите живееме, а тоа го гледаме секако со сите оние дечиња кои што просат на улица, спијат под мостови, сето ова сиромаштие кој што хара по Македонија. Она за кое што денеска ставаме подпис и даваме збор, односно обврска дека ќе го реализираме веднаш после овие 13 дена кои што остануваат до изборите, е нашето ветување за социјалната држава и социјалната политика воопшто, но секако економијата и посебно освртот на земјоделството за кој што се зборуваше. Ветувањата кои што ги испорачуваме се дека социјалната помош никогаш повеќе нема да биде 2, 3, 4.000 денари. 12.000 денари е минимален праг со кој што може едно семејство минимум да закрпи достоинствен живот. Секое семејство кое што нема никакви приходи, по никаков друг основ, државата ќе даде 12.000 денари социјална помош. На она семејство кое што има некаков приход, ќе му надополни до 12.000 денари социјална помош. И ако сака државата на вистина да нема многу илјадници бројки на семејства на кои што дава по 12.000 денари, на вистински начин ќе се впрегне да им обезбеди пристојна работа и соодветен траен приход на сите тие семејства, искрено обидувајќи се и да ја намали вкупната бројка на социјална помош, но секако и да паднат вкупниот број на семејства. Истовремено, работата која што обавуваат најсиромашните во секторите кои што се доминантни, а тоа е текстилот и кожарската индустрија, конечно мораме да ја смениме таа минимална плата. Минималната плата ќе биде до крајот на нашиот нареден мандат до 16.000 денари, која што сепак обезбедува достоинствен живот. Просечната плата во Македонија ќе стигне до 30.000 денари или 1.000 евра за брачен пар, кој што секако негува дечиња, кој што ќе обезбеди достоинствен живот за сите. Истовремено, она кое што е многу важно за сите нас е економскиот севкупен аспект на живот во граѓаните. 140 милиони евра за еден мандат ќе испорачаме пари за поддршка на домашниот сектор, но не за интересот на бизнисмените или капитал секторот, туку точно за работниците, заради подигање на просечната плата во приватниот сектор и секако отварање на работни места. Младите ќе ги добијат трите аспекти на познатата младинска гаранција, која што Европската унија веќе ја применува, а тоа е веднаш во рок од 4 месеци да добијат понуда од 3 алтернативи: работа, до образование или практична едукација или тренинг на самите млади луѓе. Конечна цел мора да ни биде младите да најдат веднаш работа, да бидат она кое што представува на вистина во нашите зборови трајно добро за кое што вреди секој општество да се насочи со сите своји капацитети.